Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Средба Мицковски Таравари за идната соработка. За премиерот постојат само две опции. Таравари подготвен на секаков исход. Старо нови ликови во трката за општинска власт. Стартува партиското организирање за локални. Партиските тела неделава со први одлуки. Четворица од повредените во Кочани цела ноќ заглавиле на аеродромот во Истанбул. Мицковски барал помош од Ердоган за да се вратат дома. И покрај потребата од продолжено лекување во болница, сами одлучиле да заминат дома. 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Екстремната десница доминираше на првиот круг од претседателските избори во Романија. По тема на денот вечерва за исходот од средбата Мицковски Таравари, но и за следните чекори правиме анализа со универзитетскиот професор Владимир Поџиновски. Останете со нас. Околу 1 час траеше средбата на Мицковски и Таравари во владата, на која се договорија дека ќе се договорат за идната соработка во рамки на владината коалиција. Со последните информации од пред владата ја вклучувам колешката Мирјана Давидовска. Мирјана, кои се последните информации? Да, Иван, заврши средбата помеѓу Мицковски и Таравари, која се одржа овде во владата. Траеше околу час и 15 минути, но заврши без некој конкретен резултат. За оваа средба од владата брифираат дека се одвивала во конструктивен дух. Разговорите велат дека ќе продолжат и во следниот период, во текот на месец мај, и до крајот на месецот би требало да се знаат ставовите за функционирањето на Алијанса на албанците на Таравари. Инаку на оваа средба премиерот Мицковски ги потврдил и ги повторил веќе јавно објавените ставови во врска со нивната соработка во владата. Бидејќи ниту двајцата не дадоа изјава, решија да не излезат пред јавноста за да кажат за што конкретно разговарале. Ние се обидовме да добиеме став и од Таравари, кој што во телефонски разговор за Сител вели дека пријателска била оваа средба. Разговарале за позициите на двете страни и потврди дека ќе продолжат овие разговори до крајот на мај. Ќе го имаат и конечниот став во однос на останувањето во владата. Тој вели дека на утрешниот состанок на претседателството на партијата ќе ги пренесе сите ставови кои што си ги размениле на оваа средба со премиерот, но вели дека нема да се носи некоја конечна одлука во партијата. Мирјана, овие позитивни ставови по средбата Мицковски Таравари доаѓаат како изненадување ако се земат во предвид изјавите кои што претходно во текот на денот ги дадоа за медиумите и Мицковски и Таравари. Мицковски тврдеше дека има само две опции, Таравари некако звучеше многу слично на наративот на Дуи. Да, многу смирувачки тонови по оваа средба која што се одржа во владата, имајќи ги предвид оние остри пораки кои што се ги испратија пред да се сретнат да го одржат овој состанок и премиерот, но и министерот Таравари. Во текот на денот можевме да слушнеме дека премиерот изјави дека без разлика на тоа дали ќе остане Таравари во владата или не, владата е стабилна и тој исто така јавно ги истакна неговите ставови дека Таравари има две опции за кои што може да се одлучи да остане во оваа влада на реформи и на промени или пак да се придружи на онаа опција која што, како што вели тој, 2 децении ја криминализираше државата и ги уништуваше институциите. Остри беа и пораките кои што ги пренесе и Таравари. Во продолжение ги слушаме нивните изјави дадени пред оваа средба. Во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство, останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ќе повторам. Дали ќе одиме
заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол, неколку децении ја криминализира и ја уништуваа државата. Додјони, уне шо че влени сикур сервилосе да между куш мундоhet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Dodjoni, në moment që do vendosim ose kur kryesia e partisë vendose që të shkojë me PDI-n, që kërkojmë në event qeveria që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e qendrore ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Мирјана, поради овие случувања многу често се отвара и прашањето од можноста да се случат предвремени парламентарни избори. Колкава е веројатноста да се случи такво нешто во октомври, па да гласаме на двојни избори? Иван, сепак по оваа средба не може да се знаат кои се јасните позиции на двете страни, иако и од двете страни добивме потврда дека разговорите ќе продолжат во текот на следниот период, иако не слушнавме во каков формат ќе продолжат и каков ќе биде сепак исходот, но слушнавме од премиерот дека владата е стабилна и дека дури излегувањето на Таравари нема да смени ништо, па дури самиот министер Таравари рече дека не е за предвремени парламентарни избори. Кога се во прашање предвремени парламентарни избори, ваков став имаат речиси сите политички лидери, освен ДУИ кои што инсистираат на ваков потек. Во текот на денот можевме да ги слушнеме и ставовите на председателката Силјановска Давкова, која што рече дека ниту има такви изгледи, ниту пак има основ за организирање предвремени парламентарни избори, бидејќи имаме здрави и силни институции. Во продолжение еве и незината изјава. Нема да зборувам како председателка и веќе како професор. Ние велиме дека предвремени избори треба да има тогаш кога се парализирани институциите, не може да функционираат, кога мнозинството на власта е на границата на потребните 61, далеку е од тоа. Впрочем, помина неполна една година, мислам дека да, имаме проблеми, дел од нив наследени, дел од нив нови, меѓутоа јас гледам дека институциите се справуваат со сиве овие проблеми. Значи, да, ќе имаме редовни локални избори, локалните избори го отсликуваат расположението на граѓаните, понекогаш се лакмус за тестирање и на успешноста на власта, но апсолутно нема потреба од парламентарни избори. Да, Мирјана, посредбата јасно е дека разговорите Мицковски Таравари продолжуваат со најава за договор до крајот на мај. Ти благодарам за ова вклучување во Централниот дневник. Средбата Мицковски Таравари беше иницирана токму од неуспешните преговори во рамки на коалицијата Вреди за заеднички настап на локалните. Неголемите политички партии неделава најавија први одлуки на партиските органи за настапот на локални, па дури и објавување на сигурните кандидати кои ќе трчаат за нов мандат. СДСМ денеска објави повик за сите заинтересирани сами да се кандидираат за предстојните избори. Условите ги објавија на нивната веб страница, рокот е до 17 мај. Партиите влегуваат во предизборен мод. До крајот на оваа недела ВМРО-ДПМН се очекува да ги формира изборните тела во партијата, а СДСМ да ги промовира и првите кандидати. Во ВМРО-ДПМН официјално имиња се уште нема. Лидерот најави дека 90% од кандидатите ќе ги слушнеме пред крајот на мај. Во моментов се чини најблиску до официјална кандидатура се градоначалниците на Штип и Охрид. Интересно ќе биде и во Скопје, каде за најголемата канцеларија во бараките во парк и натаму се борат Перински и Георгиевски. Во СДСМ велат дека ќе одат со проверени кандидати, а имињата на дел од нив ќе се знаат и пред крајот на неделата. Лидерот Филипче најави дека најголемиот дел од актуелните градоначалници ќе добијат шанса за нов мандат, а се чини први промоција ќе видат градоначалниците на Центар и Струмица. И двете партии се растрчани на терен по партиските штабови.
Теренски активности има и знам. Од таму до крајот на мај најавуваат формирање на градската организација за Скопје, а во средината на јуни се најавува и партискиот конгрес. Формиран е преговарачки тим кој што го предводи генералниот секретар Горан Минчев. Внатре учествуваат, значи во таа работна група подпредседателите Бендевска и генералот Арсовски. И таа работна група е за преговори со политичките партии за евентуална соработка на локалните избори. Преговорите се во тек, отворени се, како ќе течат, времето ќе покаже. Ние рековме во медиумите дека раководството размислува за самостоен настап на знам на престојните локални избори. Тоа значи дека ние ќе излеземе со самостојни листи за советници, а листите за градоначалници ќе зависат од текот на преговорите. И додека за поголемиот дел од градоначалниците се чека на коалицискиот договор, неофицијално знам го фиксира Куманово за својот лидер Максим Димитриевски. Во албанскиот политички блок работите не се толку јасни. По крајот на соработката со Таравари, коалицијата вреди неофицијално најави дека Касами и Ганиу ќе одат на нови мандати во Тетово и Чаир, додека министерот за социјала Лимани ќе се обиде да го превземе Кичево. Таравари најави самостојни листи, но за градоначалнички кандидатури се уште не кажал ништо. Ништо нема ниту од Дуи, каде лидерот Ахмети веќе брифираше дека размислуваат за бојкот на изборите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Али Ахмети најави протест на улица ако Крешник Бектеши биде обвинет во случајот со пожарот во дискотеката Пулс. Но дали демократското право е директен притисок врз независноста на судството? По предупредувањето од партиските лидери и председателката Силјановска предупреди на внимателност. Ахмети да не врши притисок врз судската власт, бидејќи единствено е таа надлежна да одлучува кој ќе биде кривично гонет. Ваква порака испрати председателката на државата до лидерот на Дуи, откако Ахмети се закани со протести ако екс-министерот Крешник Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани. Според Силјановска Давкова, Дуи и Ахмети биле 2 децении власт и требало да научат да ја почитуваат работата на институциите. Сите, па и господинот Ахмети и Дуи многу пати се повикувале на независноста на судската власт. Меѓутоа, ваквиот говор всушност значи притисок врз судската власт. Не сакам да давам оценка на квалификацијата, веројатно е момент на слабост или не сакам да речам момент на искреност, но верувам дека 30 години потоа, а особено и Дуи 20 години потоа во власта, ние треба да го почитуваме начелото на поделба на власта и партиите треба да се држат настрана. Според Давкова, за сега немало потреба од свикување на Советот за безбедност по трагедијата во Кочани, бидејќи како што вели, полицијата и обвинителството работеле на решавање на безбедносните проблеми. Ги повика политичарите да се воздржат од создавање политичка криза и дестабилизација. Мислам дека треба ние во овој момент да создаваме една атмосфера на мир. Ова особено го мислам за јавното обвинителство. Често пати го слушаме прашањето, до вчера баравте смена на првиот човек на јавното обвинителство, ама сега не. Мислам дека е тоа политички одговорно. Замислете ако вие после трагедија, што цел живот ќе ја носиме, трагедија за која ни треба толеранција и единство за да се справиме, сега продолжите со барањето за оставка на јавниот обвинител. Тогаш само ќе се комплицираат работите. За пожарот во дискотеката Пулс под истрага се неколкумина поранешни министри за економија, градоначалници на Кочани, директори на дирекцијата за заштита и спасување и пазарниот инспекторат. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Во тема на денот, како што најавив, анализа на актуелните политички случувања правиме со универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Божиновски, добро вечер. Добре дојдовте во Дневникот. Благодарам поканата. Пред малку заврши средбата Мицковски Таравари. Од оние остри пораки кои што се ги упатија предходно во текот на денот, слушнавме позитивни пораки по средбата. Продолжуваат разговорите. До крајот на мај велат треба да се донесе конечна одлука. Како ви изгледа овој исход? Па добро, мислам дека е очекувано, затоа што тоа треба да се анализира и од аспект нели на Таравари, неговата партија, од аспект на ВМРО-ДПМН и од аспект на владата, кој што би можел да добие, кој што би можел да изгуби во зависност нели од самиот тек на настаните. Генерално на ВМРО-ДПМН му одговара да има нели стабилна коалиција. Со тоа да сега нели веќе не можеме да говориме за вреди во која што е и дел од Алијанса за албанците, но ние се уште можеме да говориме за вреди и Алијанса на албанците како дел од владата, се разбира во договори со компромиси со останатите партии на коалицијата вреди, која што е нели прераснува во единствен политички субјект. Исто така и на Таравари не му одговара да се разбира да остане сам, затоа што уште пред да излезе он со соопштение дека ќе настапуваат сами нели на локалните избори, веднаш се обиде некој да налепи етикета дека ете коалиција со ДУИ веднаш, што во принцип може да му наштети, затоа што генерално гласовите на вреди и на Алијанса на албанците беа гласови кои што гласа против ДУИ. Што таа коалиција беше формирана како антипод на ДУИ. И знаете дека без разлика на актуелните рейтинзи при одредени промени, политички промени, власт, опозиција, власт, не значи дека тој рейтинг ќе остане. Значи, во политиката 1+1 никогаш не се 2. Ги гледав последните резултати од последната јавно објавена анкета на Market Vision, во која што убедливо Арбен Таравари стои најдобро во коалицијата вреди со поддршка од 5,8% од вкупниот 13%. Значи речиси половина од довербата ја има Арбен Таравари во коалицијата вреди, но дали таа би останала иста поддршка доколку Арбен Таравари се приклучи на Ахмети? Добро, знаете дека освен моите анкети, други анкети нели не сакам да коментирам. Затоа реков последната чисто објавена. Професионално да, но она што е значајно е дека гласовите на вреди произлегуваат од сите 4 политички субјекти. Сега некој може би има помалку, некој може би има повеќе, но она што е значајно е дека сите тие гласови произлегуваат од оние гласачи кои што се на некој начин разочарани од ДУИ или се против ДУИ. Така и настана таа коалиција. Сега, многу е тешко на тој гласач потоа да му објасните дека еве, вие гласавте против ДУИ, но еве сега ние ќе правиме некаква коалиција со ДУИ. И затоа и веднаш, нели, по одвојувањето на господинот Таравари од таа коалиција, веднаш се пуштија тие гласини, а со цел, нели, да се направи одредена штета. Сега, доколку тоа се покаже во иднина, иако ја искрено не верувам затоа што не гледам што може да се добие, но доколку никогаш не вели никогаш, доколку се покаже тоа дека е точно, тоа не значи дека сите оние гласови кои што излегле на избори и гласале за таа политичка партија, дека повторно би гласали и во ваква поразлична, би рекол, политичка констелација. И затоа мислам дека овој исход, нели, е очекуван и во принципи оди во прилог и на владата и на ВМРО-ДПМН, но и на Таравари, затоа што тука се остави една, би рекол, можност за одредена коалиција или повторно некакви преговори помеѓу Таравари и вреди евентуално за локалните избори. Иако он вели дека ќе настапува сам, сепак локалните избори имаме и гласање за листи, но и гласање за градоначалници, што е многу позначено, би рекол. А особено во тој етнички албански блок, овие избори ќе бидат многу значени, затоа што ќе биде навистина неизвестно. Во останатите општини мислам дека е горе-доле јасно како се позициите. Преголема е предноста на ВМРО-ДПМН за евентуално да говориме за некаков, не знам, интересен изборен епилог. Прашањето е само колку и дали ќе успее СДСМ да освои некои од
од општините. Но ваму ќе биде исклучително интересно и во зависност од распоредот на силите се разбира ќе се добијат и победниците во. Заради тоа веројатно и оваа голема битка пред изборите, но само да го затвориме ова прашање во однос на владината коалиција. Ако велите очекувано беше ова што се случи попладнево во владата, што е очекувано да се случи до крајот на мај? Најверојатно според вас да остане Таравари во владината коалиција? Искрено мислам дека со тоа решение би добиле и Таравари и Вреди. Тука од аспект на ВМРО ДПМН нема многу да смени во однос нели на изборите, на локалните избори, но за ВМРО ДПМН е добро да се фокусира на изборите, најусто да се фокусира нели на помирување на владините меѓувладините партнери кои што се, и од тој аспект да се разбира дека ќе значи, но многу повеќе ќе значи за алијанса за албанците, крилото нели на Арбен Таравари и за Вреди, бидејќи тоа остава простор за одредена комуникација. Иако нели беше тензично и се изрекои некои изјави од типот дека нема веќе што да се бара заедно, дека тоа ќе идева, многу повеќе ќе им одговара доколку настапат заедно, отколку ако настапат посебно. Тогаш ниту Таравари може да добие многу, а од друга страна Вреди може да изгуби одреден дел од гласови. На овој начин се остава простор за тоа. Владата продолжува да функционира. Се едноставно мислам дека ќе следи период во обиди пред се од страна на ВМРО да помина премиерот Мицковски да некако се обиде да ги седне заедно на маса до вчерашните партнери и да изнадат решение кои што ќе им одговара. Бидејќи некако делува дека сакате да кажете дека ова се изборите во кои што има можност Али Ахмети да биде пратен во подолга политичка пензија. Доколку победи Вреди, да. Доколку победи Вреди, но затоа ќе кажам многу е неизвестно. Доколку не се остави простор за соработка, особено за некаква поддршка, да речеме, за кандидати за градоначалници, тогаш дојдува многу посилна шанса. Сега Али Ахмети од друга страна најавува протест на улица, вели ако Бектеши се најде на листата осомничени, неверојатно туку сигурно е дека ќе се најде на листата обвинети за пожарот во дискотеката Пулс, ќе излезе на протест на улица. Колкава е моќта на Али Ахмети да направи такво нешто и со таков чекор да предизвика предвремени парламентарни избори? Не, предвремени Видете, јас во изминативе 2 до 3 недели бев на повеќе интервјуа и кога се говореше за оваа темата, само да повторам уште една ставот. Не верувам дека ќе имаме предвремени избори заедно со локалните. Во зависност од локалните можно е, пак ќе кажам можно, не значи дека е веројатно, но можно е евентуално да има некакви избори следниот мај-јуни. Евентуално, но за тоа треба да ги видиме резултатите од изборите. Секој има право на протест и тоа е загарантирано и демократско право. Протестите имаат повеќе намени, меѓу другото и за мотивирање нели на сопственото гласачко тело, доколку протестот се разбира организиран од политичка партија. Она што е значајно е дека не само за случајот за господинот Бектеши, туку генерално за сите оние кои што се на некој начин инволвирани или лица од интерес во целиот, не само осумничени, туку лица од интерес во случајот кој што се покрена по она страшна трагедија која што не се случи во Кочани, е да има транспарентност. Значи, таа истрага мора да биде транспарентна. Се разбира, се уште во почеток и многу информации не може да се откријат за да не се наруши истрагата. Но час поскоро све што е надвор од нарушување на тој предистражен истражен процес, мислам дека треба да се сподели со јавноста, бидејќи не е само за случајот Бектеши, него генерално граѓаните сакаат да добијат информации, сакаат да дознаат прво што се случило, зошто се случило, како се случило и едноставно сите очекуваме тој процес да има една завршница во која што навистина ќе бидат најдени оние кои што се одговорни и ќе ја добијат заслужената казна. Со цел да не ни се повторува повеќе, затоа што ова е само еден во една низа случаи кои што се случува и мислам дека тоа им е јасно и на власта, знаат дека не можеме сега пак нели како што минатата власт правеше и за тоа е таму каде што е дека кабелот бил крив, дека не знам полицајката се удирала од пајакот, дека возачот или воланот бил за дурмотур, за ласкаци, значи све она што се случуваше, туку ни е потребна истрага која што ќе биде транспарентна,
која што ќе биде чиста, каде што ќе има информации и каде што оние кои што се виновни ќе се ја добијат заслужената казна. Тоа го бараат граѓаните. И како продолжение да се отворат сите оние случаи кои што беа претходно водени за претходните трагедии, да се види дали навистина кабелот бил крив или не знам воланот или шоферот и така натаму. Во една ваква ситуација што може да постигне Ахмети на улица? Да се обиде да го мобилизира своето гласачко тело, но пак ќе кажам, доколку имаме информации за истрага, доколку процесот е транспарентен, тогаш навистина не верувам дека може туку така да се предизвика тензија. Поминати се оние времења кога едноставно за неколку минути можеше да се создаде една толпа која што ќе предизвика тензија од едната, од другата или од третата страна. Рековте дека локалните избори се многу важни во условно речено на албанскиот блок, меѓутоа веројатно се важни и за помалите коалициони партнери во владата. Дали тоа е причината што дел од партиските лидери најавуваат повторна трка на локалните избори? Се споменува името на Максим Димитриевски, дека повторно ќе оди во трка за градоначалничкото место во Куманово и позиционирање за можноста да има предвремени парламентарни идната година. Пак ќе кажам, парламентарните не ги исклучувам. Ја мислам дека е навистина многу малку веројатно да видат заедно со локалните, но има одредена веројатност да видат следниот, речеме, мај или јуни. Тогаш и генерално ќе има околу 2 години, значи на пола мандат би била владата. Едноставно тогаш и можете да повикате на некакви предвремени избори и да покажете што сте сработили. Доколку се претходно, нема доволно време едноставно. Она што е, видете, Максим Димитриевски успеа да победи во Куманово и минатиот пат и покрај силните притисоци. Знаеме све што се случуваше. Не гледам сега од позиција кога неговата партија е дел од владеачката коалиција, зашто повторно не би се кандидирал. Перцепцијата за него во Куманово е генерално позитивна и така да мислам дека и е очекувано он да се кандидира повторно. Очекувате во таква ситуација ВМРО ДПМН да му даде целосна поддршка или да оди со свој против кандидат? Мислам дека тоа ќе зависи од тој договор што би бил меѓукоалицијски. Поедноставно би било доколку ВМРО ДПМН му даде поддршка, затоа што на тој начин може да се групираат гласовите. Дали тоа така ќе биде, ќе видиме, се разбира, ова е само една претпоставка. Што очекувате да направи Социјалдемократскиот сојуз на овие избори? Видовме попладнево објавија отворен повик за сите кои што се заинтересирани да се само кандидираат за градоначалници. Каква порака испраќа овој повик? Нема доволно луѓе внатре во партијата или што се случува? Знаете како што се случува, мислам дека они треба најдобро да покажат. Не може да претпоставуваме. Она што е значајно е дека само сега ќе се обиде да се отвори кон граѓаните. Она е исклучително затворена. На изминатите неколку изборни циклуси, да речеме, особено за локалните избори, се кандидира одредени луѓе кои што не требаше да бидат кандидати. Знаеме дека една од причините и за тоа што Максим Димитриевски, бидејќи го споменавме, го напушти се да се беше затоа што се обидува да го сменат на минатите локални избори, така да сега ќе се обидат они да се отворат кон граѓаните, да се обидат да прилечат. Мислам дека е се уште рано, затоа што има премногу опашки има владењето на СДСМ, но тоа е според мене еден добар потек и после извесен период, доколку се продолжи со одредена отвореност, обид да се прилечат нови кадри, можеби нови политики, нови идеи, тоа и ќе вроди со успех, но за тоа се разбира треба време. И да, сега е навистина многу тешко да најдете кандидат кој што би излегол и би се кандидирал како представник на СДСМ за која бил општина, токму поради актуелниот рейтинг кој што го имаат, а кој што е доста незавизен. Се разбира, не можеме да ги обвинуваме сегашните структури во СДСМ или целосно да ги обвинуваме дека дел од нив беа и дел од претходната структура за она што се случува, но навистина имаше многу погрешки во изминатите 7 години за време на владењето на СДСМ и сега е навистина тешко вие да најдете човек кој што ќе дури мислам дека и полесно некој да излезе како независен кандидат доколку има одредена поддршка во својата локална средина, а СДСМ да го поддржи отколку да биде кандидат на СДСМ. Ќе видиме како ќе се случува. Разбирам, за крај морам да ве прашам само во интерес на времето, каков кандидат за градоначалник му е потребен на Скопје после дебаклот со Даниела Арсовска?
Па некој како Коце Трајановски. Работник? Таков кандидат ни е потребен. Мислам дека Коце Трајановски тука не навлегувам, значи не воопшто не е важно од која партија, како партија, Коце Трајановски беше човекот кој што навистина направи најмногу за Скопје, ни треба таков тип на човек кој што ќе успее да направи повторно, нели, нешто за градот и да малку да се потсетиме на тие убави времења додека беше он градоначелник. Добар совет до партиите Пежиновски. Благодарам многу за оваа анализа. Благодарам поканата. Четворица од повредените во Кочани цела ноќ ги заглавиле на аеродромот во Истанбул. Мицковски барал помош од Ердоган за да се вратат дома и покрај потребата од продолжено лекување во болница, сами одлучиле да заминат дома. 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Четворица од повредените во дискотеката Пулс во Кочани, кои во петокот вечерта од Анкара пристигнале на аеродромот во Истанбул, останале заглавени. Од Министерството за надворешни работи велат дека се работело за технички проблем, поради кој морале да го чекаат утринскиот лет. Мицковски вели дека помош побарал директно од председателот Ердоган. По пристигнувањето во болницата 8 септември во Скопје, иако било препорачано продолжено лекување, повредените потпишале изјави и само иницијативно заминале од болница. Во моментов уште 18 пациенти се на лекување во странство. Мицковски најави средба со семејствата на загинатите и повредените во Кочани. Наместо да се вратат истиот ден во Македонија, четворица повредени од пожарот во дискотеката во Кочани кои беа на лекување во Анкара, со нивните придружници цела вечер останале на аеродромот во Истанбул. Од Министерството за надворешни работи го потврдуваат случајот и информираат дека имало технички проблеми, без да прецизираат за што точно се работело. Ви информираме дека поради технички причини враќањето наместо со првично планираниот лет во петок навечер се реализираше со првиот следен редовен лет во сабота наутро, велат од МНР. За да се надмине оваа ситуација, премиерот Мицковски лично разговарал со турскиот председател Ердоган. Лично разговарав со еден од родителите, со луѓето од најблиската околина на и лично со председателот Ердоган, се среди целата работа, се речињата дојдоа тука, организиравме транспорт од аеродром директно во болницата 8 септември, беа прифатени на нивна одговорност, не остана на еднодневно мониторинг на лекување, излегоа таму, така што така ќе биде и во периодот кој што следи. Оваа работа ќе трае со години. Оваа работа нема да биде работа која што завршува. Јас се што можам ќе сторам и ќе разговарам лично со родителите и на повредените, но и на тие кои што трагично ги загубија своите најмили. Според информациите од Министерството за здравство, 18 повредени и понатаму остануваат на лекување во странски центри. Александар Динев, Сител телевизија. Од Сојузот на Сдруженија на лица со дијабет побара од Министерството за здравство наместо за последиците од болеста парите да ги користат за подобри услови за живот. Од вкупно 3500 дијабетичари кои се на инсулин, само околу 300 имаат инсулински пумпи. Наместо парите да ги трошат за лекување на последиците од дијабетот, надлежните да ги насочат во набавка на современи инсулински пумпи и сензори. Од Сојузот на Сдруженија на лица со дијабет уште еднаш со апел до владата и Министерството за здравство. Сите кои се на инсулин да имаат медицинско помагало што постојано и точно ќе ја контролира гликемијата. Меѓутоа, реалноста со која се соочуваат овие граѓани е далеку од розева. Едва и 9% или околу 300 имаат инсулински пумпи што овозможуваат поквалитетен живот. Останатите чекајќи на современи помагала. Речи си секој ден одат по лекари. Реагираат од Сојузот. Инсулинската пумпа, особено автоматски испорака на системот сега што се најновите, поврзани со сензори, нема да развиваат компликации, значи нема да има ретинопатии, нема да има нефропатии, нема бубрежни инсуфициенции. Ки има намалени за 49% намалени хоспитализации. Кетоацитоза 56% во земјите во развиените земји и земјите во развој. Од Сојузот алармираа дека инсулинските пумпи не се луксус, туку квалитетен третман на лицата со дијабет како што е во многу земји. Иако кај нас се едва и 9% со вакво медицинско помагало.
Во земји во регионот и Европа речиси се покриени сите кои се со диабет тип 1. Ние очекуваме сите тапшања порано и сите во рете, конечно седнеме бидејќи само парите очигледно дека се предизвик. Тоа да си го преземе фондот за здравство, како што е во секоја земја, во Европска унија, во регионот, не Министерството за здравство, и да почне да се менуваат, да се умираат состојбите со диабетесот во нормално. А освен инсулинските пумпи, од Сојузот апелираат и за набавка на современи глукомери. Да не биде цената единствен критериум, туку квалитетот со кој ќе се спречат компликации. Сања Димитровска, Сител телевизија. На денешен ден во 1945 година владата на Федеративна Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо, а во 2019 владата го прогласи за Ден на македонскиот јазик. 80 години подоцна предизвиците со кои се соочува јазикот, според државното раководство, се поопасни внатре отколку надвор од државата. Обиди за бришење на македонскиот јазик во различни форми. Силни пораки од државниот врв за обидите за загрозување на македонскиот јазик втор ден поред. Изминатива 30 години имаше обиди за бришење на македонскиот јазик, кои што варира од негово грубо негирање преку еуфемистично преименување, па се до тавтолошко до објаснување во фусноти во официјалните документи на некои меѓународни организации. Председателката на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик алармираше дека поопасни од надворешните се внатрешните негирања. Првенствено намалување на значењето на службената употреба на македонскиот јазик во државата. Мора да се инсистира на примарноста на македонскиот јазик во службената и во државната комуникација на сите нивоа, од локалната самоуправа до владата и собранието и останатите институции, како и во образованието. Македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Уставниот суд, во чиј капацитет веруваме, е на потек да воспостави правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на целата територија на државата, согласно општо прифатените меѓународни прописи во светот и Европската унија, каде што ние целиме. Академската фела ги истакнува англизмите како најголем предизвик за употребата на македонскиот стандарден јазик. Тешко можеме да се справиме за тоа што тие влегуваат на дневно ниво во огромен број, дури зборувавме дека не можеме ниту да ги попишеме, да видиме со колкав број на англизми станува збор, и тука и не завршува работата, туку англискиот почнува да влијае за жал и врз структурата на јазикот, тоа е многу поопасно отколку овие површинскиве лексеми. Македонскиот јазик е единствен јазик од словенскиот свет што нема свој корпус. Нема етимолошки речник и затоа сега интензивно се работи и очекуваме до крајот на оваа година првиот том да излезе. Меѓутоа истовремено немаме и корпус на македонскиот јазик. На свечената академија одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик која се одржа во Ману. Присутни беа министри, научници, представници на дипломатскиот кор, професори. Габриела Лескова, Сител телевизија. Ребаланс на буџетот има пред да се распишат локалните избори и од владата се задоволни од економските резултати, а очекуваат новите инвестиции да помогнат за надминување на проекциите. Прво ребаланс на буџетот па распишување на избори. Владата најави прераспределба на парите крајот на јуни, почетокот на јули, поради општинските проекти кои треба да се реализираат со унгарскиот кредит. Станува збор за 245 милиони евра наменети за капитални инвестиции, за кои аплицирале сите 80 општини. За да можат да ги користат овие пари, ќе треба да се направи пренамена до јули и веднаш потоа ќе се распишат локалните избори. Логично е да има прераспределба во месецот кој што следи, поради импликацијата врз буџетските средства како резултат на проектите кои што ги поднесоа општините за финансирање од овој втор повик. Сепак се 15 милиарди денари. Зборувам основни буџетски средства, на тоа имаме и кофинансирање кое што вкупно вели 16 милиарди денари. Логично е за да се помине на ваква прераспределба, за да може потоа општините направат ребаланс во своите буџети.
за да може потоа да распишат тендер, за да може да изберат изведувачи и да може да тргне реализацијата. Премиерот е задоволен од постигнатите бројки во првиот квартал годинава. Индустријското производство расте, инфлацијата стивнува. Се чека влез на нови странски инвестиции, кои ќе го подигнат растот и ќе ги надминат проекциите за БДП кои ги даваат меѓународните институции. Мицкоски денеска најави влез на 3 нови инвестиции, од кои 2 се во Штип, 1 во Скопје, како и проширување на постоечка компанија лоцирана во Штип. Најавивме нова инвестиција која што ќе се случи за 10 до 12 дена од денеска, неколку десетици милиони евра и повеќе од 200 вработени. Целосно ќе биде производството наменето за извоз на бела техника. Тука во Штип инвестициите за сега не би ги кажувал, но се надвор од, не се дел од, 2 од 3 не се дел од автомобилската индустрија, а третата е нормално дел од автомобилската индустрија и е проширување на постоечките. Премиерот вети дека почетокот на јули ќе се реализира и најавената инвестиција од половина милиарда евра од инвестицијскиот фонд Алказар Енерджи. Ќе градат ветерен парк помеѓу Карбенци, Штип и Радовиш, а произведената електрична енергија ќе задоволува 1/4 од потребите за домаќинствата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Неколку дена по завршување на владините мерки, трговците почнаа со зголемување на цените. Економистите велат дека е јасно и ефектите од вакви мерки се краткотрајни, за трговците пак виновни се производителите и добавувачите. Почна поскапувањето во дел од маркетите. Купувачите ги дочекаа нови цени на рафтовите. Неголема разлика има кај хигиенските производи. Влажните марамчиња што до вчера се продаваа за 60, сега се 100 денари. Тоалетната хартија од 95 на 140, кетчапот што чинеше 50, од денеска надмина 60 денари, маслото за јадење од 89 на 92. Корекции на цените има и кај јајцата, млекото, сирењето, газираните и негазирани сокови, пастата за зъби. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели ова е показател дека замрзнатите цени и маржи даваат само краткорочен резултат. Мерките се со лимитиран карактер и не можат да влијаат на елиминирање на порастот на цените, особено што ние како пазарна економија нели треба да внимаваме сепак вакви административни мерки се можни единствено за одредени кратки периоди и на ограничен број на производи. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало пак велат дека маркетите не се виновни за новите цени и прстот го впери кон производителите и дистрибутерите. Тоа е значи нагло поскапување на цените од увозниците и производителите. Ние како маркети само додаваме одредена маржа која што не е толку голема, која што има толку голема улога во разлика на цените во пазарот. Ние како ќе добиеме нови ценовници, ние мора да креираме цени. Ние не сме фактор за да можеме тоа ни да ги ограничиме возниците и производителите да не поскапување. Тоа е нивно право. Многу тешко е да се даде одговор кој е навистина крив. Јасно е дека и производителите ги имаат истите очекувања, инфлаторни очекувања и од тука фактички антиципираат инфлацијата и ги додаваат процентите на своите производи. Тешко е рационално да се утврди големината на маржата која би ги задоволила и трговците и секако производителите во однос на цените. Затоа што постои класична нееднаквост помеѓу трговските оператори, зависи каде работат, кај се позиционирани, со својот бизнис и така натаму. Владините мерки за замрзнување на цените и ограничување на маржите на над 1000 производи заврши пред само 5 дена. Надлежните од владата и Министерството за економија рекоа дека ќе следат засилени инспекции и ќе спречат нагло поскапување. Колку заштедиле граѓаните додека мерките беа во сила, ќе се знае деновиве. Мартин Арсов, Сител телевизија.